Почитувани гледачи, добро вечер, добродојавте во Проверитас, платформа за борба против лажните вести. Во вечерашно издание ќе зборуваме за тоа како се испитува јавното мислење, што најмногу влијае врз него и се разбира, не можеме да ја заобиколиме нашата главна тема, а тоа се лажните вести. Како тие се шират, преку кои алатки, зошто функционираат толку лесно и што можеме ние како граѓани да направиме за да не паднеме во нивната замка. По тој повод, вечера во студиото ни гостува човекот кој не само што знае што мисли јавноста, туку и зошто го мисли тоа. Со нас е професор Владимир Божиновски, политиколог, универзитетски професор и експерт за јавно мислење, кој со години го следи пулсот на народот и маневрите на политичките актери и актерите кои тоа го спроведуваат. Важиш за еден од најрелевантните во државата и ми е особено драго што ете вечерва си гостин во Проверитас и се приклучуваш на една платформа која што е целта борба за вистината и борба против лажните вести. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Јас сум човек кој што е повеќе од 30 години во јавноста и како новинар и како портпарол на политичка партија и често пати ги имам следено, условно кажано, твоите дела во јавноста и ми е особено драго што вечерва ќе говориме токму за тоа, за нешто што креира јавност, за нешто што креира мислење и практично и живење во денешни услови во нашава држава. За почеток, ајде малку за оние кои што не знаат како дојдовте до оваа област, политикологијата и јавното мислење, што најмногу ве фасцинира, што ве натера со тоа да се бавите. Па не, знаеш како беше тоа во 90-тите се уште имаше една, би рекол, голем оптимизам помеѓу младите особено, нели, со промена на системот после распадот на Југославија, доаѓање на демократската, нели, промена, она транзиција прочуена. И едноставно некако сите и особено и младите, затоа што беше за нас тогаш тоа ново, нели. Имавме некоја желба на некој начин да бидеме дел од тие политички процеси. И така и се запишав, нели, на политички науки на Свети Кирил и Методий кај нас и после едноставно тоа си дојде текот на самото студирање. Едноставно гледаш можеби која област ти е поблиска, што би сакал понатаму да работиш, да се надоградуваш. Во денешно време ретко можеш да сретнеш човек кој што го работи она што сакал да го работи, се едуцирал за она што сака да го работи. Обично, нели, се бира едукација да биде полесно утре во животот. Вака така. Зависи. Еден од риетките луѓе си кој што, нели, задоволството и желбата ја направи. Да, ама тоа зависи, знаеш како, ако си подготвен да преземеш одреден ризик, тогаш мислам дека сите оние кои што се подготвени да преземат одреден ризик, мислам дека може да си го работи. Јас знам многу луѓе кои што го работат тоа што го сакаат. Затоа што работата треба и да ја сакаш, не е само да мораш да ја работиш. Али треба одреден ризик. Нормално започнавме и со невладиниот сектор, тука има многу работа, малку пари, несигурна иднина. Така да мислам дека и денес оние кои што се подготвени да влезат во одреден ризик како млади, нели, кога е и многу полесно да влезеш во ризик, мислам дека си после го работа тоа што го сакаат. Ти беше првиот што почна да го испитува јавното мислење, условно кажано, во Република Македонија во 90-тите години. Надвор од, говорам, од оние државни структури во тој период. Не бев првиот, не бев првиот, значи едноставно си имаш истражување на јавното мислење предходно. Но да, дел од таа група која што мислам дека и ден денес се занимава со тоа. Нема многу луѓе кои што се занимаваат со ова Македонија. Добро, Македонија е мала држава, мал пазар. Дека јавното мислење, истражување на јавното мислење не е само, нели, политичко јавно мислење, имате и во економскиот сектор, социјалниот сектор. Во оние поголеми држави, помоќни пазари се разбира дека има повеќе, затоа што таму има и повеќе економски истражувања на јавното мнение, но кај нас мислам дека се изфилтрира неколку институти, агенции кои што го работат тоа професионално и
генерално мислам дека успеаме да ги покриеме сите оние, нели, побарувања кои што се Така, во 90-тите да направиме една споредба. Кога беа посвесни луѓето нели, во обликувањето на нивното мислење во 90-тите години после таа транзиција или сега? Го говорам ова дека од причина што се условно кажам со промените во општеството во почетокот многу повеќе негативни работи или се вгнездија прво лошите работи на таа транзиција, па потоа добрите дојдоа. Дали имаше поголем ентузијазам, ова говорам за крајот на, мислам за текот на 90-тите, но особено нели од втората половина на 90-тите, кога малку беа појасни работите. Затоа што првите неколку години беа доста хаотични со нели војна во Југославија и све тоа, додека успеавме некако да се одвоиме. Имаше поголем ентузијазам тогаш, био почетокот на 2000-тите. Имаше поголем ентузијазам, додека сега мислам дека луѓето се повеќе циници од аспект дека многу работи што им беа ветени не беа остварени, се разбира дека сега се многу порезервирани и некако тој ентузијазам најверојатно во случајов говорам за ентузијазам за одреден влез во политичките процеси. Не мислам како дел од партија само, него мислам и во невладиниот сектор и во сите оние, би рекол, придружни сектори кои што на некој начин се дел од таа политичка сцена. Порано имаше многу поголем ентузијазам и желба, додека сега некако, знаете како политиката стана професија, не професија, туку област во која што луѓето не сакаат со која што луѓето не сакаат да се идентификуваат, во која што луѓето не сакаат туку така лесно да влезат. Едноставно како да бегаат од политиката, и тука не говорам, пак ја кажам, само за нели членство во политичка партија, туку и генерално сите оние работи кои што се поврзани со политиката. Кажете ми, што најчесто влијае на промена на ставовите, за доврзување на претходно што кажавме кај јавноста? Медиумите, политичките партии, нешто друго? Многу работи влијаат. Ева, например, во почетокот на 2000-тите имаше еден многу голем евроентузијазам кај нас. Особено кај младите, и многу од нас едноставно сака и се насочија кон тие европски интеграции. Гледаме 20 години подоцна дека нема некаков напредок. Тука нели има повеќе фактори кои што влијаат. Дел сме виновни ние, но за дел се виновни и самите европски институции и Европската унија. Добра, но трпелива нација сме, 20 години, ретко кој би стрпил вака 30 уствари години, ретко кој би стрпил некаков притисок цело време. Се надеваме дека ќе има некаков пробив, ќе видиме, но генерално исто самата поврзаност со одредени политички процеси подоцна, кај некои луѓе говорам, кои што не беа дел од политички партии, подоцна беше злоупотребена од страна на одредени други политички актери и едноставно знаете како, ако вие сакате да влезете или да помогнете на кој било начин во тие политички процеси, а потоа тоа ви се врати негативно и некој ќе се обиде да ве злоупотреби, нормално дека е помал тој ентузијазам да се влезе во тоа. Тука говорам и за, еве, например, имаше ентузијазам кај младите 2015-16, нели, ке се рушил режимот, треба да се промени едно, друго, шарена револуција, невладин сектор, значи, многу луѓе, ама видете, они има на некој начин некаков ентузијазам дека одредени работи ќе бидат променети и дека во одредени сегменти кои што беа запоставени ќе им се даде поголем приоритет. После тоа се случи сосема спротивното. Не само што воопшто немаше никаков помак во тие сектори, како борба со криминал, со корупција и така натаму, туку и во сите оние други сектори во кои што каде што бевме добри, особено во економските сектори, исто имаше сериозно уназадување. Сега имавте ситуација кај што наместо корупцијата да се намали, говорам, нели,
по таа шарена револуција, по промена на власта 2007, наместо да се намали, таа буквално дојде до секоја пора од општеството. И сега ние се соочуваме со корупција на основно ниво, она елементарна корупција, за која што, па сега граѓаните гласаа, нели, против оние кои што дојдоа на власт 2017 година, а се со цел, нели, таа корупција да се намали. И затоа еве сега во сите анкети кои што ги спроведуваме, корупцијата и борба против корупција и криминал се проеден приоритет кај граѓаните. Во оваа држава, па ако знаеме дека токму таа групација, така наречената шарена револуција, имаше се и се што во неа секакви профили на луѓе кои што на било кој начин беа незадоволни од тогашното живење и владење. Имавме од представници на ЛГБТ заедница до луѓе кои што се бавеа со вера, значи верски водачи, така види, нема концепт некаков после тоа. Не, и тоа е све во ред. Едноставно луѓето имаа некаква надеж и луѓето беа апсолутно злоупотребени после од страна на Елена Заев. Токму така. Кажете ми една вака многу интересна работа сигурно за нашите гледачи. Често пати гледаме анкети, постојано гледаме анкети. Да им објасниме како функционираат истражувањата на едното мислење во пракса. Колку се точни, колку може да им се верува овде. Ова го кажувам од една приказна вака што сум бил очевидец често пати. Значи, една агенција блиска до одредена политичка партија, еден од основачите незини беше и генерален секретар на политичка партија и амбасадор. И на последните парламентарни избори, и на претходните локални избори, одеа со едни анкети во кои што, пример, се кажуваш убедлива победа на Социјалдемократскиот сојуз и слични такви работи. И буквално ги има пред избори и ги снемува после тоа. Види, Дали се тоа пандам? Ајде прво да објасниме како се прави една анкета, па да збориме за овие. Прво има повеќе типови на истражувања, сега за овие за кои што говорите се од истражувањата кои што се во таа група на квантитативни истражувања, дали се телефонски, дали се теренски анкети, само начинот на кој што се собираат податоците е тука различен, методологијата е многу слична. Кога се спроведува едно истражување, многу е значено да има добра методологија, да има добар примерок според кој што ќе се спроведува истражувањето. Истражувањето е по случаен избор, но она што го велиме ние стратификуван примерок, од прилика иде вака, ако треба да се направат, на пример, 1000 испитаници, значи една анкета ако треба да се интервјуираат. 1200. Зависи. Некои бројки така објаснуваат. Над 1000 генерално. Меѓу 1000-1200 сега. Секој си има различен примерок. Генерално треба да има одредена пропорција во однос, да речеме, на местата на живење. И сега не може да има повеќе испитаници, на пример, не знам, во Битоли, во Кавадарството, колку во Скопје. Така да, од прилика, треба да има рамномерна распределеност. Треба да има рамномерна распределеност према урбани и рурални места живење. Според пол, според возраст, наставно да се вкомпонира во тој примерок реалната популација која што е во случајов, нели, во Македонија, ако говориме за тука сите параметри, старосни граници, образование, работа, за национална анкета, да. И со тоа потоа се оди по случаен избор. Значи, сосема се рандомизира компјутерски, телефонски број, ако правиме телефонско истражување, се рандомизираат и се спроведуваат одреден број на анкети според претходно зададените параметри, нели, во различни општини, различни градови, села и така натаму. Кој е процентот големината на, да условно кажем, на статистичка грешка која што се дозволува? Така нели често да употребаат на нивови на статистичка грешка и така натаму. На 1000 испитаника тоа е отприлика околу 3%. 3%. Плюс минус 3%, што значи на пример дека доколку се спроведи истражување, не знам, се каже дека одредена партија има рейтинг од 20%, друга има од 15%, тоа значи 20 плюс минус 3, 15 плюс минус 3. Дали тие 3%, условно кажано, на ниво на статистичка грешка, збориме за комплетно поклопување на резултатите на анкетата,
можат да одлучат на крајот од изборите да има промена, да речеме. Зависи доколку се многу блиску политичките партии, например како што беше, не знам, 2020 година на изборите, тогаш не можете со сигурност да кажете кој би победил, затоа што тогаш и да каже дека едната партија има 1% предност пред другата партија, поради статистичката грешка може да се случи другата партија на крај да има 1% предност пред това, но генерално промили таму се рачунаш, така беше. Генерално доколку се спроведе професионално и методолошки коректно истражувањето, се запазуваат тие плюс минус 3%, затоа што видете, ние земаме една група на луѓе, еден примерок од 1000 луѓе кои што треба да се репрезент на 2 милиони или на милион луѓе кои што излегуваат да гласат. Нормално дека ќе мора да има одредена маргина на грешка. Ако сакате нула грешка, тогаш треба да се спроведе попис, да се прашаат сите. Не може да биде во себе случај. Па и некој можеби ќе смени мислењето во меѓувреме. Ајде да проговориме малку за техниките кои што политичките актери користат за да влијаат врз јавното мислење. Значи, како се разликува, да речеме, легитимно политичко влијание од политичка манипулација? Тука е тешко да направите разлика меѓу политичко влијание или политичка манипулација, затоа што секогаш политичките партии сакаат, нели, како се вели, да ја носат водата на својата воденица. Односно сакаат да ги представат работите да ги прикажат работите на начин кој што би им одговарал нив. Ги потенцираат позитивните работи, ги забораваат негативните работи. Она што е значено е како граѓаните се чувствуваат во периодот на владење на одредена политичка структура. Тоа е она главното кое што ги мотивира или ги демотивира граѓаните да излезат и да гласат за едни или за други. Доколку на граѓаните им беше добар, квалитетен периодот, да речеме, од 2020 до 2024, тогаш верувам дека резултатот кој што го оствари СДСМ како тогаш владеачка партија ќе беше многу подобар. Доколку не им беше добро во текот на тоа владење, едноставно, а не им беше очигледно, затоа што го добивме оној резултат кој што го имаме сега, каде што они едноставно се сведоа на поддршка која што во изминативе 30 години ја мислам дека не е забележана, они никогаш немаат паднато под 200 гласови. Викаат Python партија. Така употребуваат како фраза, и така да вие можете да се обидете да влијаете, вие можете да се обидете да манипулирате, на крај се сведува дали граѓаните сметаат дека животот кој што го имаат во периодот на владење на одредена политичка структура е задоволителен или не е задоволителен. Дали ќе се согласите дека креирањето на лажни анкети се еден од основните столбови во креирање на погрешно јавно мислење? Говорам, значи, тргаеве една лажна анкета, пуштена од одреден политички центар, па сето тоа оди на мрежа, па од мрежа ја презема некој портал. Не стигнуваат обично до традиционалните медиуми, меѓутоа тоа се прават една приказна цела вака која што... тие пушаки. Знаете како? Во наша работа немаме право на некоја грешка, искрено, затоа што вие еднаш може да излезете, еднашка и да направите некоја не знам лажна анкета и после не треба веќе воопшто да работите. Она знаеш како беше она поговорката, сите печурки се јадат, некој само еднаш. Сите се јадат, некој само еднаш, така да. И ова, значи, нема едноставно право. И сега секој оној кој што држи до себе, кој што е во оваа работа, нема да си дозволи, се разбира, да. Поради тешко ви беше да го задржите кредибилитетот овие 30 години? Види, секојаш е тешко за сите, затоа што сите ние се обидуваме на некој начин да дадеме све од себе за она што го работиме да биде најквалитетно и тоа се особено што нашата работа е лесно проверлива, значи ќе објавиш некои прогнози, истражувања пред избори, доаѓаат изборите, многу е лесно да се компарира. Вие не можеш тука да излажеш, вака беше или онака, едноставно се гледаат резултатите. Од другата страна, контра вас, на луѓето кои што создавате и правите анкети, има опасни политички мајстори, економски мајстори, уставно кажа, на кои што работат со медиуми, спин доктори, како ги викаат. Добро. Значи, каде е границата, да речеме, помеѓу спинот и чистата дезинформација? Види. Дали спинот може да е полувистина или
Не, спинот е потенцирање или потенцирање на значи имате да речеме еден продукт. Телефон, еве чаша. И имате неколку добри карактеристики, неколку лоши карактеристики. Генерално во секој продукт има. Спинот служи за да се потенцира она што е добро, да се избегне она што е лошо. Или спинот служи доколку се случува да речеме, два политички процеси во исто време. Едниот политички процес иде добро, другиот политички процес не толку добро или лошо, тогаш едноставно се става фокус на она што е добро. Доколку се разбира, некој се обидува да прави спин за власта. Кај опозицијата се разбира обратно, се потенцира она што е лошо кај власта, а се пренебрегнува да речеме она што е добро. Така да сака да ја кажам и она со околу тие лажни анкети. Веќе е многу тешко тоа да се... Знаете како, има веќе одреден... Има веќе... Македонската политика има веќе одредено искуство генерално. Се знае веќе кој како спроведува истражувања, на кој може да му се верува, на кој не може да му се верува. И сега, она што беше последно е некои непознати или креирани некакви институти или не знам агенции кај што ќе се појави со една, ама многу едноставно. Знаете, ако излезете вие пропат, гледате претходно нема апсолутно никој искуство. Никој не стои позади тоа. Степенот на доверба крај граѓаните и го снемува после тоа, вака после некој тука се прави поголема штета за онаа политичка партија која можеби стои или некој се обидува да ја помогне, нели? Не мора да стои самата политичка партија, може некој се обидува да ја помогне, бидејќи тогаш граѓаните сваќаат чека овие што мораат да креираат некакви лажни истражувања или не знам што од непостоечки агенции или ликови, тога значи не им е добра работата. И автоматски ви имате спротивна реакција од онаа која што е посакувана. Дали нарачателот во таква ситуација хипотетички, да кажеме, тој што е нарачал анкетата и се ви му презентирате информација онакви какви што сака да случи. Сега говориме за нормални анкети, не, за лажна. За лажна говориме анкета. за лажна, нели јас сум нарачувач на анкета, ама сакам такви резултати да добијам и нема тогаш и Владимир ми прави таква и таква анкета. Ја викам, леле, супер, ама нели живееме во некоја лажга, во некоја приказна. Принцип тогаш ние не сме вклучени затоа што лажни анкети си прави некој друг, не правиме ние кои што го работиме тоа. Седне некој ќе си искуца некакви бројки и ово. Тогаш тоа не е ни анкета, него тоа е едноставно некаква желба за манипулација. Кои се најчестите канали, алатки преку кои што се шират лажните вести во Република Македонија? Анкети или вести? Или генерално? Генерално, и анкети, и вести, говорам за социјалните мрежи. Социјалните мрежи, тоа се на овие традиционални медиуми ги нема обично. Не, традиционалните медиуми генерално, знаете што е кај нас проблемот? Кај нас е проблемот што ние во изминатите години се фокусиравме на контрола на податоците, она што се објавува, вести и така натаму, информации. Кај традиционалните медиуми тоа е доста ригорозно, би рекол. Нели, говориме за телевизија, говориме за радија, запечатени медиуми кои што се уште појастат, ќе видиме до кога, нели се разбира. За жал само два имаме моментов. Па нема, мислам, јасно е дека нема култура дека на читање на па не, генерално не е култура на читање, него станно тоа све се пренесува нели на во оние веб портали кои што повозрастните ни нели во хартијата која ќе фатам и да прочитам некако. Мене телефонот уште ми е телефон, не ми е комуникатор да. Веб порталите ги заменија весниците со тоа да се имаме уште еден дополнителен канал, а тоа се социјалните мрежи, кои што најтешко се контролираат. И сега имате вие доста ригорозна политика на следење на информациите кај традиционалните медиуми, додека кај новите медиуми како што се веб порталите, особено кај социјалните мрежи, вие немате никаква контрола. Дури имаше и злоупотреба во обидот да се контролираат одредени вести, односно вистинитоста на тие вести, така наречени факт-чекери, особено беше популарно нели тоа на платформите на Мета, односно пред се кај Facebook. Така имаше. Работеа често пати се случуваше да работат за одредена политичка платформа.
Односно да ја помагаат на одредена политичка опција со тоа што ќе банираат, ќе се обидат да цензурираат вести кои што не одговара на таа политичка партија. Тоа го имаше кај нас сега. Да не споменувам имења, но за да проверка на факти се требаше да биде на таква приказна, нели, висиномер, тие се. Отприка некој кој што треба да го прават, ама не го прават. За да се случи на крај самиот Марк Цукерберг да ги укине тие, затоа што си дека тие всушност стана политички алатки. И видете, и тоа е на некој начин во ред. Подобро е да биде слободна мрежата, подобро е да биде социјалните медиуми слободни, секој да има право да каже што сака, се разбира, нели со исклучок на оние вулгарности кои што нормално дека треба да бидат цензурирани. Секој да има право да каже што сака, затоа што по извесен период одредени можеби профили кои што ќе бидат ќе дојдат до оној степен на така наречени инфлуенсери, односно ќе бидат поактуелни, ќе имаат повеќе следачи, самите тие тогаш ќе почнат да внимаваат што објавуваат и како објавуваат, затоа што и социјалните мрежи на крај функционираат како бидејќи се медиум, функционираат на правила, на база на медиум, традиционален медиум од аспект. Доколку сакате да имате кредибилитет и некој да ви верува, тогаш треба да објавувате вистините информации. Така да и тука мислам дека ќе има селективност, затоа што доколку некој објавува лажни информации постојано од некој профил, тој нема да има никаква веродостојност, нема да има никаков кредибилитет. Како ти лично препознаваш лажни вести? Знаете, како ги препознаваш? Лажните вести се многу лесни да се препознат. Проблемот е со дезинформациите. Значи има разлика меѓу лажни вести. Голема разлика. Значи лажните вести лесно се препознаваат. Лажна вест е на пример да каже: имаше онаму сообраќајка на скосницата. Одиш таму гледаш, нема ништо. Дезинформација имаше сообраќајка, објаснува тие коли, таа боја, во толку и толку часот, толку луѓе, свет. Значи тоа е вистината. Ја склопува целата. За на крај да каже, не знам, ако едната кола поминала на зелено, а другата поминала на црвено, да каже обратно. Оваа помина на зелено, со што се менува целата структура на информацијата. Тие се многу тешки да се препознат. Знаете, ќе ви го кажем она што ми го кажеме на студентите кои имаме предавање. Секој може да падне во замката на дезинформации. На лажни вести е потешко малку, значи на дезинформации, она што е неопходно е да се проверуваат неколку извори. Секогаш. Значи доколку видите информација на одреден извор, на пример, не знам, на телевизија, иако телевизиите се генерално најсигурен извор на информации, затоа што ги проверуваат вестите, но и они може да паднат во замка. Но еве доколку сте на интернет, имате на некој вебсайт, или на некој портал вест, проверете, на втор портал проверете, на трет, каде што доколку станува збор за политички вести, отворете еден портал кој што е можеби поблизок кон одредена идеологија. Не велам партија, него идеологија, значи некои по-конзервативни, по-либерални, социјалдемократски така. Отворете тогаш и оној кој што е поблизок до другата идеологија, отворете некој трет кој што можеби не се занимава толку со политика, но го има тоа, а каде што од претходно искуство да кажат, нели, не да викаат дека се независни експерти како еден кој што ги имаме. Добро, кај нас. Треба да си кажеш сум десно ориентиран, лево, поддржувам ова, не поддржувам. Знаеш како, по вестите се гледа тоа. Мислам, по самите информации кои што се објавуваат. И ако успеете да проверите 2, 3, 4 извори на информации, доколку се поклопи таа информација, тогаш генерално би требало да е во ред. Проблемот е што кај нас дури ни одредени медиуми не ги проверуваат информациите како што треба и самите несвесно лиферуваат мисинформација, односно нешто што ќе се покаже подосна како погрешна лажна вест, како она што беше Април Лили шегата на некој српски портал кој што кај нас сите ја презема без да проверат. Со виното, на така? Така. Со виното, да, тоа беше добра. Тоа е добра показна вежба дека колку всушност кај нас едноставно одредени медиуми не посветуваат внимание на проверка на тие информации. И пак е тешко, пак може да се случи вие да паднете во замка на одредена дезинформација. Затоа најдобрата заштита е проверка на неколку медиуми секогаш,
кои што во минатото се покажале дека имаат релевантни информации. Дури може тоа да важи за профили на социјални мрежи, доколку во минатото се покажало дека тие се релевантни, односно имаат веродостојни информации. Креатори така се викаат, нели, обично така се пишуваат луѓето. Дали некогаш лично си бил жртва на медиумски линч заради некоја анкета што си ја објавил, дали се случило персонално тебе да те нападнат, твојот институт, некој со како одговор на една анкета која што била реална, да речеме. Тоа ми е најинтересно што уште од почетокот, ама тоа предпоставуваме дел од работата, затоа што кога веќе си дел од јавноста, тогаш мора да очекуваш дека ќе има и напади кон тебе. Никој не може да очекува дека кога ќе влезе во фокусот на јавноста, дека нели сите ќе го поддржуваат. Апсолутно. Секогаш имате некој што се за и против, без разлика за која професија станува збор. Она што мене ме е интересно, што и по 20-25 години се уште некој се обидува да те делегитимира или се обидува да протне одредена информација дека не знам ова не било точно или ова било по некакви нарачки. Со тоа да пак јас сум во одредена област каде што имаме таа среќа да многу лесно може да се провери дали она што тие одредени структури или медиуми или што како да ги наречеме креатори на вести се обидуваат да го лиферуваат како одредена информација, како одреден напад, благодарение на тоа што нели кај мене во случајот пред ако се објави некој нели истражување кој што можеби на некој не му одговара. Многу лесно да се провери. Така беше и за последниве избори. Имаше одредени напади, ние имавме еден проект заедно со националната телевизија, каде што се обидовме за прв пат во Македонија да се спроведат одредени истражувања, редовни истражувања кои што ќе покажат расположението на гласачите, каде што луѓето ќе бидат многу повеќе информирани, каде што ќе има каде што ќе се креира еден извор на информации на кои што граѓаните ќе може да се потпрат, и тука имаше нели одредени напади. Заврши изборите, ги видовме резултатите, многу лесно се споредуваат. Сега веднаш може да ги спори кој сака и да се види дека. Пред фактите боговите молчат, нели, тука. Така затоа велам, јас не сум премногу загрижен во однос на Некој беше одличен проект, тоа на МТ ми текнува добра работа. Тоа го има секаде, кај нас го немаше, за прв пат го направивме, јас сум навистина многу среќен што успеавме тоа да го избуткаме, но сакам да кажа, во мојот случај е многу полесно да се види дали тоа што некој кој што се обидува да ме нападне мене или Институтот за политички истражувања е вистина или не, бидејќи изборите доаѓаат и многу лесно може да се спореди дали јас и мојот институт, нашиот институт сме во право или тој што е против, нели, кој што говори против е во право, за разлика од други области на политиката, каде што е многу, да речеме, потешко за одредени луѓе да се изборат за, што се вели, за вистината да излезе на виделина поради напади кои што доаѓаат. И да изградат кредибилитет, од дека говорат вистина. Види, секојаш некој се обидува да го наруши кредибилитетот во политиката, тоа е така, на оној другиот, понекогаш е полесно да се одбраниш од тие напади, но понекогаш тоа бара и повеќе време, издржливост, упорност. Многу луѓе едноставно се случувало и да се откажат поради тоа што едноставно не може да го издржат тој долготраен притисок. И затоа веќе кај нас политиката и не е толку, значи нема таков ентузијазам кај младите да се дел од тие политички процеси. Пак ќе кажам, не да се дел само од нели политички, односно дел од некоја партија, да. Политички субјект, него и све она што е придружно, како наука политика, нели? Придружно, не како само како наука, но како еден процес, како една појава, општествена појава, значи дали се дел од одредени медиуми, дали се дел од оној невладин граѓански сектор. Да, некако сега барем чувствувам дека е ентузијазмот намален, да се надеваме дека можеби со
И видете, и тука има влијание тој криминал и корупција. Значи, колку таа борба против тој криминал и корупција поуспешна, тогаш луѓето ќе се чувствуваат позаштитени и посигурни да можат да излезат и да го кажат јавно својот. Ајде малку да се вратиме на поактуелни теми, вака поинтересни во моментов. Помина на цела година отколку што сегашнава политичка номенклатура е на власт, една година. Не баш. Скоро година, да, отприлика. 10 месеци негде. Така, како оценувате работата на новата влада во овој период? Како стојат на анкетите? Дали ги оправдаат очекувањата на народот последна година? Генерално нема некоја сериозна промена, во однос на поддршката која што им беше дадена минатите избори, дури можеби да и нешто плюс зголемена. Има големи очекувања кај граѓаните и сега она што власта треба да го направи е да во одредена рамка ги задоволи тие очекувања, пред се во областа на борба против корупција и криминал. Имаше одредени случувања во таа насока. Добро се справуваат во тој дел. Имаше одредени случувања, значи кои што се поврзани со борбата со корупција и криминал. Имаше за жал и она трагедија во Кочани која што се случи и реакциите на институциите. Како се справи институциите со тоа? Што мислите? Јас за медиумите имам едно вака убаво мислење. Генерално дека добри беа. Генерално мислам дека после подолго време, иако за жал ни требаше трагедија за тоа да се уреди, се види дека институциите може да функционираат. Почнувајќи од Министерството за здравство, како неодговорно за справување со оние кои што беа повредени, Фондот за здравство, Министерството за надворешни работи кој што ги координираше префрлањето на тие луѓе, што беше многу значено, веќе тука беше борба со време. И се разбира многу животи. Да. И се разбира и Министерството за внатрешни работи кој што покрена една брза, една обемна истрага која што резултираше со огромен број на да ги речеме личности од интерес за истрагата, некои се осомничени, некои не се, но се виде дека можат институциите доколку се сака да реагираат онака како што очекуваат граѓаните. Она што ни треба нас е завршница, да се види што и како се случува, ни требаат информации, се разбира не оние кои што ќе загрозат истрагата, затоа што има информации кои што не смеат да се дадат во моментов, да се заокружи тој процес и едноставно да се покаже дека институциите можат да си ја вршат својата работа. Тоа само дополнително ќе го зајакне чувството кај граѓаните дека оваа политичка номенклатура ќе може да се справи со таа корупција и криминал. Имаше и некои други акции, ќе видиме како ќе бидат завршени и тие, но генерално од тој аспект мислам дека имаше повеќе позитивни би рекол случувања, ќе видиме дали тоа све ќе има завршници, ќе видиме дали ќе се продолжи со тоа темпо и би рекол сите ние очекуваме и со посилно темпо. Така да од тој аспект мислам дека сега за сега ја оправдуваат поддршката. Дали ќе остане така, ќе идеме понатам. Во однос на економскиот сегмент, знаете како сите очекуваат она кога ќе дое ВМРО на власт дека економијата ќе функционира подобро, така да функционира подобро, но тоа е као не знам нешто што е не знам како да нешто што треба да биде нормално. Нешто што е по дефолт кога ќе се спомене преземање на власт од страна ВМРО. Нешто што луѓето сметаат дека тоа е дадено како такво. Знаете, овие не знам СДСМ не знаат баш многу економија, овие ВМРО кога ќе доат тие се добра економија, ама тоа луѓето по дефолт очекуваат дека тоа ќе иде. И да, има и тука напредок, но она што најмногу мислам дека ќе им донесе поени доколку успеат на сегашните владеачки партии е справување на
и борба со корупција и криминал, почнувајќи од оние примарни ниво, нели, затоа што примарното ниво е најзначајно за граѓаните, затоа што нашиот контакт со институциите на тоа Тоа примарно ниво ниво. директно со нив имаме, да, И комуникација. како се намалува таа пирамида на корупција, нели, кога се започнува од оздоле, така се разбирам, треба време, но кога ќе се чистат тие први неколку примарни нивоа, веќе се може да се почувствува и граѓаните тоа веднаш ќе го почувствуваат дека се ослободени од тие притисоци на корупцијата. Кога сме кај Кочани, да се вратам уште едно прашање, па ќе се вратиме повторно на актуелнава влада. Дали во случајот со оваа трагедија што се случи во Кочани, имаше обиди на одредени политички партии, одредени групации, поединци на луѓе кои што сака политички да профитираат од целата таа приказна. Значи, лоши објави, лажни вести, се сеќавате први ден 100-200 загинати, Да, секогаш странски служби, коли, што не спомнува, што не кажува во Кочани. кога е државата под стресна состојба, кога сме во таква ситуација, секогаш има одредени структури и луѓе кои што ќе сакаат да го злоупотребат тоа. Од друга страна, со тоа се справува преку навремена брза реакција со многу информации, со цел, нели, да се прекине таа спирала која што ќе се обиде да се создаде на креирање на состојба на стрес и тензија. Во овој случај тоа успеа да го направат, значи институциите, и затоа све она што следуваше подоцна тие обиди за злоупотреба едноставно пропадна. Кога сме кај владата, кажавте дека на прво место Министерството за здравство се справило одлично со кризата во Кочани. Не тоа прво место или второ место. Сите институции. Јас ги наведов според реакцијата, нели, како што значи. Така почнавме. Здравство, фонд за здравство, надворешни работи, МВР и сите оние други институции, да не ги набројуваме. Актуелен министер е се уште Арбен Таравари. Деноиве сме сведоци на нели одредени случувања во владината коалиција, тоест во Здружената албанска групација Вреди, на албански партии. Тоа е антипод на ДУИ всушност, односно сите оние кои што така, контра ДУИ. Што мислите, што на која карта игра Таравари? Зашто го правива? Постои ли опасност со стабилност за оваа влада? Не. Кој ќе добие на крајот, кој ќе изгуби? Која е математиката политичка? Искрено, да. Што е целата оваа работа? Искрено, секогаш кога има одредени политички случувања, ние се обидуваме, или барем јас се обидувам, се разбери и другите кои што ги анализираат тие процеси, да најдеме она што се нарекува, нели, со англиски говор end game, односно што би било финалето, која би било она финална корист поради финална политичка корист поради тие одредени случувања. Во случајов со Алијанса и со, нели, господинот Таравари, не успеав да ги детектирам. Значи, нема некој endgame, односно финална корист, која што би била, не знам, поголема тоа што е сега, а има многу ризици кои што стојат на тој пат. Да ви одговорам прво за во однос, нели, на стабилноста на влада. Со она мнозинство кое што го има сега ВМРО-ДПМН и знам и другите партии од Вреди во парламентот, воопшто не можеме да говориме за некаква нестабилност. Значи, ние имавме една нестабилна влада меѓу изминатите 4 години, каде што секогаш за еден пратеник се работеше, дали ќе има или ќе нема, кај што се променија еден куп коалициони партнери. Како на жена му што му кажа дека зборела со Америка по преден, или? Знаете така, како ја и тогаш кажав, после 2016 изборите, после 2020, кога двете партии се многу близко, тогаш не дора се направи широка коалиција. Затоа што целата политичка енергија после нема да се троши на развој на државата и работа на институциите, туку на тие внатре-партиски и интрапарламентарни игри со цел да се зачува тоа мнозинство. Тоа се случи со оваа влада и сега е резултатот го идовме на минатите избори, нели? Дали некој ден премиерот Мицковски му упати јасна порака на Таравари? Имаа средба, нели? Му упати многу јасна порака, која што каже претходно. Дали е тоа? Практично, што може да бира Таравари во моментов? Знаете, има ли друга опција? Има ли некоја друга позадина во целата оваа приказна? Имаше, нели, на последната средба која што беше,
излегува со, би рекол, доста позитивни пораки, затоа што мислам дека и на Таравари му е јасно дека изборот кој што е пред него, имате избор каде што имате еден пат со помалку ризици, еден пат со повеќе ризици, ама и на тој пат со повеќе ризици на крај користа, политичката корист нема да биде ништо поголема од овој пат со помали ризици, дури би рекол ќе биде и помала. И мислам дека тоа им е јасно и на Таравари. Он предпоставувам дека работата беше, знаете како она се отиде на одреден ризик со цел да се добие можеби повеќе, не се успеа во тоа, се продлабочи јазот. Мислам дека сега се доведоа во ситуација во која што не сакаа да се доведат, според мене, и сега ќе се обиде да едноставно се смират страстите, да се смири ситуација со помош на премиерот. Така во моментот Со помош на премиерот. Затоа што се уште се последни оваа средба, веќе почна да се случаат малку поинакви тонови, претходно имавме доста оштра, река, малку поинакви тонови, се уште постои опција, не се знае дали тоа ќе биде нели така на крај, но се уште постои опција да се здружат повторно силите на политичките сили на Вреди, која што ќе прераснува во политичка партија, и на алијансата на Таравари, со што се разбира ќе се зголемат и нивните шанси во онаа политичка битка со Дуи за локалните избори, која што ќе биде од екзистенцијално, можеби од екзистенцијално значење за целата анти-Дуи коалиција или антипод на кога сме кај Дуи, има ли Дуи улога во целата оваа приказна со Таравари и Вреди? Не знам постои дали ли некоја надмешаност дали има, позадина? видете, тоа ние не можеме да го То кажеме. поладна реакција има, вака што гледаме Постојат спекулации, се разбира, но во секој случај на Дуи оваа ситуација одговара. Дали има вмешаност или нема вмешаност, тоа се разбира, не можеме да го знаеме, барем не сега за сега. Но во секој случај има корист, затоа што секоја пукнатина во единството на таа коалиција е всушност поен плюс за Дуи. Дали тоа ќе се реализира, не знаеме, но во случајов ја бев, да речеме, песимиста до оваа последна средба меѓу премиерот и Таравари, сега песимиста во однос на можноста да се повторно да се здружат, можеби не директно, туку преку взаемна поддршка. Сега сум повеќе оптимиста дека можеби они ќе успеат да најдат заеднички јазик, барем да се поддржат нели со своите кандидати на локалните избори, затоа што тие не се само за совети, туку се предсени за избор на градоначалници. Дали тоа ќе се оствари, ќе се оствари на друга варијанта каде што алијанса ќе настапува сама, па има нели трета варијанта дека ќе се здружеле со Дуи и така натаму, ќе видиме, но сега за сега после таа последна средба, мислам дека сум повеќе наклонет кон или пооптимиста кон во однос на можеби одредено делумно помирување помеѓу другите актори на Вреди и алијанса. Ќе видиме како ќе се случи, затоа што претходно бев повеќе оптимиста, да кажам, оптимиста во смисла дека поверојатно беше сценариото дека Таравари може да оди сам и дури во одредена соработка со Дуи, неформална. Иако пак ќе кажам уште една работа, што ја повторувам на многу избори и вакви меѓукоалициски ситуации, во политиката никогаш не излегува онаа математика дека 1 плюс 1 е 2. Во политиката 1 плюс 1 може да биде и 3, може да биде и 4, може да биде и минус 5. Многу е значено курсот кој што го зазема одредена политичка партија и очекувањата на гласачите од таа политичка партија. Доколку гласачите очекуваат дека вие ќе направите нешто поинакво од одредена политичка структура, чии антипод сте, тогаш е многу тешко да им објасните на тие гласачи доколку се обидете да правите некаква коалиција со нив. Мислам дека тоа е јасно на сите. Не говорам само за овој случај, туку и за многу повеќе случаи каде што едноставно политички партии исчезнувале од политичката сцена поради тоа што направиле погрешен избор или се здружиле, направиле обид да се здружат со некаква политичка партија која што
представува другиот пол на политичкиот спектар. Еве и одредени партии кои што беа, да кажеме, мали и средни партии, има одреден успех на претходните локални избори, а беа дел од коалицијата на претходната влада, предводена од СДСМ, сега практично не дека не постојано, практично станаа невидливи после изборите. Поскоро и сега само стана невидлив со 18 пратеници, ова е, јас 30 и нешто години ја пратам политичката сцена. Ваков дебакл немале никогаш. Сега само сепак е, нели, голема партија, има можности да се врати, дали ќе се врати, ќе видиме, се разбира, но одредени помали коалицијски партнери кои беа дел од тоа, сега практично стана невидливи, не во смисла на број на пратеници, него стануваат невидливи во смисла на јавна експозиција на нивната партиска програма, политичка партија, на луѓето кои што се поврзани со таа или со тие политички партии. Дури една ЛДП почнува да ја снимува вака една голема политичка. Да не ги набројуваме, но да. има неколку такви политички субјекти. Кога сме кај следни избори, сами се наметнуваат по себе доаѓаат локални избори за Да, 5, и тоа 6 месеци, тоа е најинтересно, голема разлика, многу подобро од мене знаете, парламентарни локални избори, реториката е сосема поинаква, луѓето се сосема поинакви, системот на кампања е сосема поинаков. Локалните избори се всушност најтешки. Ја тоа го кажувам и на луѓе кои можеби не се толку патени и за мојата работа, но и генерално за сите оние кои што се вклучени во тој политички процес, локалните избори се секогаш најтешките избори. Прво прашање кое што се наметна изминативе месец-два беше дали ќе има предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Искрено мислам дека нема да има. Не верувам дека ќе има предвремени заедно со локалните, но во зависност од резултатите на изборите, како ќе се одвива оваа ситуација за која што говоревме сега, нели, помеѓу Вреди, Таравари, Дуи и така натаму, можно е да има напролет, следната пролет, би рекол следниот мај, јуни, за една година од сега, можно е да има предвремени избори, се разбира во зависност од резултатите на локалните избори и од развојот на ситуацијата помеѓу во тој така наречен етнички албански блок. Таму ќе биде интересно во секој случај, заради тоа што според мене се работи за иднина на одредени политички групации кои што можеби после локалните избори ќе станат минорни. Па не, таму и ќе биде всушност интересно за овие избори, затоа што јас искрено очекувам релативно мирен, стабилен и не многу изненадувачки процес во сите оние општини каде што ќе се надпреваруваат преценели ВМРО, ДПМН и СДСМ. Преголема е разликата помеѓу нив за да може да очекуваме некакви изненадувања. Прашањето е дали колку општини би успеале да освојат СДСМ и што би бил успех за нив, нели? Она што ќе биде интересно за локалните избори, каде што има неизвестност, е све известно да кажеме генерално, каде што ќе има неизвестност е токму во тој етнички албански блок и мислам дека и политичкиот фокус на овие локални избори ќе иде повеќе таму, повеќе во тие општини од типот на Тетово, Гостер, Личари, отколку во оние неалбански средини каде што мислам дека ситуацијата е многу појасна. Само по себе се наметнува на подпрашање во врска со ова и со претходно што зборевме, што е по-опортуно за владата сега или на пролет има парламентарни избори? Со оглед на сегашната поддршка која што уживаат ВМРО, ДПМН и СДСМ, мислам дека на премиерот и на ВМРО, ДПМН му одговараат избори и утре да се случат, нема тука никаков проблем. Но што и одговара на Македонија, затоа што ја мислам дека ВМРО, ДПМН како стожерна партија на новата влада и премиерот, нели, како најзначајна политичка фигура, имаат пред се одговорност не само кон своите гласачи кон партијата, туку пред се кон граѓаните на Македонија и кон Македонија, кон државата. Од тој аспект мислам дека избори сега заедно со локалните не се потребни, затоа што треба да помине барем пола мандат за да се види одреден успех или неуспех на една влада. Треба да поминат барем 2 години каде што ќе се види дали одредени политики и одредени процеси ќе имаат своја завршница и се разбира доколку има потреба, ја ова го говорам и доколку има потреба за предвремени избори, барем да се случат не порано од пола мандат. Следната пролет би бил отприлика пола мандат, следниот мај-јуни, а до тогаш ќе бидат јасни, нели,
оние постизборни математики, постизборни резултати и самиот однос помеѓу нели коалициските партии кои што беа дел од вреди, како и моќта и поддршката која што ја има ДУИ, и евентуално ако се појави потреба, барем тогаш може да се организираат такви И парламентарни избори Да, кои значи сметам дека за државата е подобро да нема сега двојни избори, нема никаква потреба, све ќе се укочи. А додека ако се појави одредена потреба, во зависност од резултатите, тогаш избори би можеле да се организираат следниот јуни. И затоа според мене најрано што може да има избори е следниот мај. Што би ги иницирало, да речеме, тие предвремени парламентарни избори? Па доколку добриот резултат на ВМРО ДПМН, да речеме, на локални избори сега, коалицијата предводена, или па Не, добриот резултат може хипотетички на ДУИ, па да иницира да проба да прави. Добриот резултат на ВМРО ДПМН на избори е очекуван. Ја затоа велам, значи и утре да има избори, ако гледаме од чисто партиски аспект, нели, на ВМРО ДПМН и утре му одговара да има избори. Да, во секој момент. Нема никаков проблем. Тие избори ќе зависат од иднината на коалицијата вреди, од резултатот кој што ќе го освојат, од тоа дали ќе успеат да најдат заеднички јазик со таравари, од успехот или неуспехот кој што ќе го има ДУИ на следните избори, значи од распоредот на политичките сили кај етничкиот албански блок. Затоа што доколку се создаде една ситуација каде што ДУИ станува доминантен после тие избори, тогаш нели ќе се појави, ќе се обидат да создадат криза во смисла еве ние имаме поддршката на етничките албанци, а ние сме опозиција и така натаму, што може да има одредени, би рекол, негативни реперкусии во смисла на некаква криза непотребна, која што би се провлекувала и која што би го дефокусирала работењето на владата од она што нели сите очекуваме да го сработи, борба со криминалот, корупција, сите останати работи. Во тој случај би можела се појави или нејаснотиите, нели, што би се случувало со таравари и со алијанса, дали они ќе излезат од владата, нема да излезат од владата, дали некој друг ќе дојде, затоа што често пати имаме такви рокади што се случуваат, дали некој друг ќе дојде, нема да дојде. Самата влада нема опасност за дестабилизација заради силното мнозинство кое што го имаат ВМРО ДПМН и знам. Но дека постои одредена можност за некаква политичка криза, ако се измешаат картите во корист, да речеме, на сегашната опозиција кај етничките албанци, односно ДУИ, тогаш во зависност од случувањата кои што ќе следат, тоа може да доведе и до потреба од некакви избори. Ја затоа велам, ова е све хипотетички. Не дека следниот јуни ќе имаме избори. Што би било, кога би било правиме ова така? Можноста за избори според мене е најрано следниот јуни, како одговор на прашањето дали сега би имало предвремени избори, парламентарни заедно со локалните. Времето брзо ни поминува, убав му веќе цитираме. Се надевам дека во некоја повторна емисија повторно ќе разговараме на овие теми. Ме интересира, вие сте популарен професор кај студентите. Им предавате токму теми кои што се обидуваме и ние да ги третираме. Треба да кажат дали су популарен или не. Јас што го слушам и во тимот кој што работи во проверите си имаме ваши студенти. Да. Тоа треба студентите да кажат, да. Јасно. Знаете, вие третирате борба за вистина, јавно мислење, слично. Постои ли интерес за овие работи кај овие млади луѓе? Дали правилно ги сваќаат овие вредности, овие битки? Живееме во време каде што често пати знаат да се наметнат па видите, погрешни некои вредности. Генерално штом студентите некој реши да студира во таа област, мислам, претпоставам дека го интересира, особено што овие теми се предаваат некаде веќе во подоцнежниот дел од студиите, значи не се во прва година. Така да тоа се прецелуѓе кои што изградени, така. Студенти кои што сакаат да го научат тоа и ние се обидуваме да им го даеме тоа знаење. Не тоа знаење, туку ја би рекол повеќе да споделиме со нив информации, да им дадеме можности и они да се определат, затоа што во општествените науки не постои апсолутна вистина. Во општествените науки постојат повеќе можности, повеќе опции и секој еден треба да си избере во што би сакал повеќе да верува или што според него е порелевантно. Освен можеби, нели, пак ќе кажам, во делот на истражување на јавното мислење, кај што си има методологија која што нели треба да се строго да се запази за да се добијат резултати
кои што ќе сликуваат реалност. Ние будно ќе ве следиме во тој процес, нели, на она што следува во изборите Македонија и вашите институти, вие лично, бидејќи често пати тоа знае да и создаде одредени теми кои што се прават на вакви подкасти. Анкетите знаат да создадат, нели? Се разбира. Теми и па дури да создадат и политички кампањи цели на одредени анкети. Јас сум имал прилика да видам цели политички кампањи се прават на одредени политички партии. Мене ми останува да ви заблагодарам што бевте гости во ова издание на Прво Еритас, што станавте и вие дел од платформата за борба против лажните вести. Ги повикувам сите наши гледачи да стиснат subscribe, да станат дел од оваа платформа за борба против лажните вести, да не гледаат на сите медиуми на кои што не има социјални во овој период. А ние повторно, професоре, се гледаме во некој друго издание на Прво Еритас, каде што повторно ќе ги отвориме овие теми. Се разбира. Благодарам поканата уште еднаш. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.